Режим никогаш повеќе. 11 години државата беше во заложништво, изолација, постојани конфликти и поделби. 11 години ВМРО ДПМН системски ги покажуваше човековите права и слободи, вршеше притисок врз медиумите и новинарите. Институциите ги претвори во партиски штабови и тие наместо на граѓаните и служеа на партијата Никола Груевски. За 11 години власт, единствено нешто што ВМРО ДПМН успеа да направи е да направи заробена држава. Денес остатоците од заробената држава се уште се присутни во судството. Одредени делови од судството го поткопуваат правниот систем и работат на штета на државата. Дел од овие судии продолжија да ја контролираат работата и исходот на судските процеси токму против главните протагонисти на режимот. Тоа мора да престане веднаш. Денес повторно ја повикуваме Државната комисија за спречување на корупцијата веднаш да започне постапка за проверка на имотот на судиите и обвинителите. Судскиот совет мора да ја оцени одговорноста на судиите за застарувањето на предметите. Граѓаните мора да дознаат кој тоа влие врз судиите. Граѓаните мора да дознаат зошто неколку судски пресуди, иако пресудени, седеле неподпишани во фиоките на поранешниот председател на Врховниот суд. Нам ни треба судство кое одлучува, а не кое застарува предмети. Потребно е судство кое што ќе носи, а нема да попречува правда. Затоа на следните избори ќе се одлучува помеѓу напредок и уназадување. Ќе се бира помеѓу правда и неправда. Но на прав пат сме. На тој пат треба да ја дозавршиме борбата за правда. Тоа го очекуваат сите, тој го должиме на јавноста и тоа заедно со граѓаните и ќе го обезбедиме. На 12 април ќе се осигураме дека режим никогаш повеќе нема да има.